Анализите говорат дека најголем говор на омраза има токму во социјалните мрежи. Во медиумите веќе започна да се контролира појавата на овој говор, но со актуелната состојба со мигрантската криза, постои ли можност за повторно враќање на говорот на омраза и тоа во пошироки размери? Токму на оваа тема денес зборуваше професорката по социолингвистика од Универзитетот во Перуџа, Италија, пред студентите од катедрата на италијански јазик и книжевност при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Темата на денешното предавање е расизмот и тоа начинот на кој се гради, на кој се конструира расизмот преку средствата за комуникација и тоа преку јавните средства за комуникација, ток-шоу, телевизиски средства и така натаму, а исто така и дигиталните медиуми како што се социјалните мрежи, Facebook. Средствата за комуникација се основниот метод преку кој можеме да се избориме со говорот на омраза, кој впрочем е закоренет во расизмот што постои во Европа и светот. Hate speech како концепт, односно на македонски ние го имаме преведено како говор на омраза, е еден концепт кој е прифатен веќе од англиски во сите јазици, а тој говорот на омраза според професорката се должи на кризата на вредности што постои во Европа и која сигурно не придонесува за не носи добро на Европа и воопшто и посебно на Европската унија. Но, дали мигрантската криза е една од главните причини за проширување на говорот на омраза во Европа? Според професорката Клајн, мигрантската криза всушност е знак за криза на Западот.